Здраво, Македонија! Нешто по 18 часот, што значи време за листа за 300 квиз на знаење и надмудрување, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Денес имаме старо нови надпреварувачи. Знаете дека на минатите наши домаќини, тоа им беше 5 учество, односно на Јончи и Бошко, па со вајлд карта, ја што викам, ги наследија нивните противници од минатото издание на нашиот квиз. Па сега да ги запознаеме и во улогата на домаќини, ги повикувам Славе и Владо да ми се придружат. Повелете! Домаќини? Браво, Марко. Како сте? Добро. Наградно. Наградно. Заради Бразил. Како ќе се наместат работите? Ваша среќа се, ја тоа што викам. Така била звездата. Каква би била звездата, ви се насмеа среќата, барем оваа ситуација кон ништо друго, кон не беше со темите. Таква ситуацијата. Почуваме денеска како домаќини. Да не се опуштаме премногу, имате нови противници, кои што верувам дека ќе дадат се од себе, нели, за да ве симнат од тој трон и да го завземат вашето место. Имате убава шанса да освоите парична награда, затоа сконцентрирано во продолжение. Да не сакате да додадете нешто? Нема, тоа е тоа. Тоа е тоа, поздравивме во минатото издание тој што требаше да поздравиме, Давид, така и сите кои што ве гледаат и цела фамилија, голем поздрав е уште еднаш. Ако е тоа, домаќини, повелете во домаќинската кабина. Дариме. А за да си продолжиме понатаму со листа за 300, се знае, мораме да ги запознаеме и денешните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Стефан и Благојчо. Повелете. Господа, добре дојдовте повторно во листа за 300. Добро ве најдовме. Како сте, момци? Одлично. Добро расположени за игра денес? Па да. Колку време помина од кога се дружевме последен пат? Знаеш, ти текнадеш минатата сезона беше? Година, дена, две сигурно. Година, леле, како лета време во... И со противниците, ваш исто толку време се немам видено, со вас толку време, искрено мислам дека ајде да речеме 6-7 месеци, но лета време. Лето. Дали има нешто ново кај вас? Се случува нешто ново или? Нема ништо, све исто. Се исто. Од кај ни доаѓате, само да ги подсетиме од Скопје. И подсетиме нашите гледачи, за да знаат дали да навиваат за вас или за вашите противници. Ќе видиме. Кажавте, се пријавивте дома каде доаѓате? Дека водите во листа за... Не, дека има некои што кријат, затоа прашам. Има некои кјутат па да видат каков ќе биде резултатот, па после тоа кажуваат. Не знаат. Знаат, одлично. Да не сакате да поздравите некој, да додадете Па нешто? сите што не гледаат, до домашните. И домашни, не домашни. И домашни, И домашни недомашни. диви животни сите. Тоа е тоа. Одлично, момци, со среќа во продолжение, почувате како предизвикувачи, дали ќе стигнеме до домаќини, баш сакам да видам. Ќе видиме. Со среќа во продолжение. Повелете во предизвикувачката кабина. Слава и Владо, односно Стефан и Благојчо, се во нивните надпреварувачки кабини чекаат да започнеме со листа за 300. Но, пред да започнеме со листа за 300, знаете дека мора да ги провериме истите, дали функционираат онака како што треба, за да се тече квизот без никакви проблеми понатаму. За таа цел, ќе ве замолам да исклучиме кабината на Слави и на Владо. Стефан и Благојчо, дали се слушаме? Одлично. Супер. Ако имаме некаков проблем во продолжение, ми кажувате, ако нешто не е јасно, ме прашувате. Тоа е тоа. Со среќа, момци, ќе гасиме сега вашата кабина да провериме кабината на Слави и Владо, дали се слушаме? Да. Одлично, домаќини. Има разлика од таа до оваа кабина или? Да, ова е од десното е од лево. Ова е лево, да, знам. Голема разлика, што тотално ги менува работите, да. Знаењето кажуваме подруко доаѓа од лево. Трема има таму повеќе. Да, таму е треба, зашто таа е за предизвикувачи, а више за домаќините немаш гајле. Слави и Владо. Пред врата ја остави. Да, не во другата кабина, на другите. На противниците ми оставиме. Слави и Владо. Со среќа во продолжение, нека победи подобриот. Како домаќини морам да ве прашам, може да започнеме? Може, да. Готово. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. На сето тоа плюс и домаќините дадо зелено светло за старт, па да не должам повеќе време да започнеме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првата лицитација, односно првото надавање. А темата за истото гласи: машки презимиња на М и Н.
Бараме машки презимиња кои почнуваат на буквите М како Марко или Н како Нове. Презимињата треба да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, презимето мора да го имаат најмалку 5 наши жители. Слаби Владо, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Стефан и Благојче, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација, први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Стефан и Благојче. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Стефан и Благојче, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 7. 7. Започнуваме со 7. 10. 10. 10. 15. 15. 16. 16. Да заокружиме на 20. Да заокружиме на 20. 21. 21. И 4. 24. 25. 25. 7. 27. 28. 28. 30. 30. И 1. 31. Плюс 7. 32. 33. 33. 34. 34. 35. 35. И 6. Едно повеќе, 36. 37. 37. Плюс 7. 38. 40. 40. Плюс 7. 41. 43. 43. 45. 45. 46. 46. 'Ајде, нека одговараат домакините. Да одговараат домакините. Ајде, да го скршат мразот, тонака домакински. Слаби Владо, 46 празни полиња, што значи ни треба 46 машки презимиња на буквите М и Н. Бидете внимателни, кога ќе бидете подготвени, започнете. Марковски. Без В. Марковски. Без В. Така е. Марковски со В. Со В, Марковски. Така е. Маринковски. Маринковски. Така е. Марков. Марков. Така е. Манасиевски. Манасиевски. Манасиевски точен одговор. Манасиев. Манасиев. Да. Така е. Манасиевски. Манасиевски. Без В. Само 16, но сепак точен одговор. Со В имаме кажено? Да, Манасиевски имате. И Манасиевски имаме кажено. Да, има Манасиевски. Мазев. Мазев. Само 6. Но точен 5 треба нели Мазев да ги има за да биде пишано во Државен завод за статистика. Добре. Манасков. Манасков. Така е. Максимовски. Максимовски.
Така е. Мамути. Мамути. Така е. Маневски. Маневски. Така е. Манев. Манев. Така е. Матевски. Матевски. Така е. Да. Муареми. Муареми. Така е. Маслами. Маслами. Слави Владо. Маслами, за жал, нема. Може би познаваме некој, но треба да се минимум 5, нели, за да бидат завезени во Државниот завод за статистика. Добро, почнавме, супер. Не, и ми се допаѓа цело време што со вас работате на смеа. Не знам, као може би сте нервозни и љути во момент даден. Ама секоја сте ми насмеани и тоа ужасно добро ми одговара тука. Слави Владо, ништо не е готово, криво ми е што сега вака ете го започнавме домакинлукот, но ништо не е готово. Во минатото издание на нашиот квиз имавте шанси за целосен пресврт, па продолжете само сконцентрирано понатаму. Стефани Благојчо, честитки за првиот поен освен денеска. Нека се множат, само внимателно. Немојте премногу да се опуштате, затоа што имаме се уште за играње. Може веднаш да дојде до промена на истиот. Како и да е, честитки. Сега пред да продолжиме понатаму со второто надавање, односно втората лицитација, да прочитам дел од оние мачки презимиња кои што започнуваат на М или пак на Н. Ги имаме тука: Мајковски, Мајсторовски, Максимовски, Маленко, потоа Малески, Малинковски, Малиновски, Малики, Манич, Марич, добро ги кажавме, Мартиновски, Мендов, Мечкаров, Миладинов, Миленковски, Милошевски, Мираковски, Митрушевски и така натаму. Потоа на Н ги имаме Најденовски, Најденов, Најдовски, Насев, Насевски, Настевски, Начовски, Николевски, Нолев, Новески и Новевски сова. А сега, драги гледачи, е време за второто надавање, односно втората лицитација. А темата за истата гласи: држави на континентот Азија. Бараме имиња на признати суверени држави кои барем со мал дел лежат на континентот Азија, без обзир дали се континентални или островски. Некои се водат како евроазиски, но бидејќи има дел од својата површина во Азија, ќе ги признаеме и нив. Ќе ви дадам сега еден пример за да ја разјасниме ситуацијата. Еве пример Кипар, кој политички и културолошки се води како европска држава, а територијално се смета како дел од Азија. Значи, ако географски баре малку лежи на азискиот континент, ќе ја прифатиме како точен одговор. Гледаме географски, а не политички. Значи да ги расчистиме тие работи. И малце ако фаќа дел во Азија, ја прифаќаме како азиска да е таа држава. Но и не заборавајте, бараме признати суверени држави. Немојте да се излажете со некоја што не е признаена и така натаму. Слави Владо, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Стефани Благојчо, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Славе и Владо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Стефани Благојчо. А Слави Владо, која ќе имате понуда, споделете со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 10. 10. 12. 12. Ајде, 13. 13. 14. 14. Ги има доста, немојте да се, како да кажам, се Да плашите? се ограничуваме. Да се ограничувате, фала ти на зборот. Не ми текнуваш.
17. 17. 18. Едно повеќе 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. Плюс 7. 22. 23. 23. Плюс 7. 24. 25. 25. Ајде. Ќе им дадеме предност пак. Пак предност да одговараат самите да се одлучат за својата судбина Славе и Владо. На колку е само Внимателно. стигнавме? 25. Не се многу, точно на пола сте од колку ги има севкупно во Азија. Кој ќе бидете подготвени да почнете? Не брзајте. Географски Географски во Азија. ги бараме, да. Географски. Да, Русија. Русија. Така е. Кина. Кина. Добро. Монголија. Монголија. Така е. Индија. Индија. Точно. Пакистан. Пакистан. Пакистан точен одговор. Афганистан. Афганистан. Така, Афганистан точен одговор. Пакистан го кажав. Пакистан го кажавме, точен да се Афганистан. Узбекистан. Узбекистан. Така е. Таджикистан. Таджикистан. Така е. Азербејџан. Азербејџан. Така е. Ерменија. Ерменија. Точен одговор, 10 имаме. Турција. Турција. Знаеме дека географски лежи и во Европа и во Азија, поголемиот дел и е во Азија. Саудиска Аравија. Саудиска Арабија. Кувајт. Саудиска Арабија, точен одговор. Кувајт. И Кувајт е точен одговор. Иран. Иран. Иран е точен одговор. Ирак. Ирак, па нели Иран? Како е правилно? Ирак или Иран? Како беше? Не знам, уште не Така е разбрав. точен одговор. Северна Кореја. Северна Кореја. Шеснаесети точен одговор. Јужна Северна Кореја. Кореја. Јужна Кореја. Виетнам. Јужна Кореја. Точен одговор. Виетнам. Така е. Да, ја да утно. Сирија. Сирија. Да.
Точно. Немаш галя, викам да не те. Ќе го удрам. Ќе го вика ја да ја утнам. Така е, Сирија. После Јордан. Јордан. Јордан точен одговор. Израел. Така, Израел. Израел нели геополитички се води како европска држава, членува во европски организации, игра на европски првенства, но географски се наоѓа во Азија. Точен одговор. Либан. Либан. Катар. Либан точно, Катар. Така е, уште две. Тајланд. Тајланд. Тајланд, 24-ти точен одговор. Кој ќе биде 25-тиот? Гледате да биде точен. Туркменистан го кажавме. Не знам, сега ќе провериме, само секунда. Не е кажано, ќе играте или... Не. Палестина. Не, бе. Не. Не? Добро. Ајде, донесу го повторил одговорот. Не. Внимателно. Не. Идеме на Туркменистан. Или Јапонија. Не, Јапонија е острвство. Може и таа, да. Добро, до Индија некои други тука што се близко. Кои се? Непал бе, ама ти некои ги се прекрстат, ќе ги знам. Непал. 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 Абе, си имавте Туркменистан за играње. Си кажавте, кој друго кажавте тука? И Кипар, и... Сега Непал прекрстен. Леле. Египет можевте да играте. Да, па не... Сега... Морам малце да ве зезнам, Непал е точен одговор, ајде. Ајде малце да ве потам таму. Непал 25-ти точен одговор за Слави Владо. Добро одиграно. Па само мене ли коса бела да ми биде, па да ми победе малце како да. Само важливо го Да, само баш. Да, морав малце. Имало си се смеевме, што не го Да, збиваш? па како, а па само вие ќе се смеете, ние тука другите ќе се нервираме на работа што сме. Како там? Се зезо. Слави Владо, најдобро кога луѓе ќе си ги земат нели работите по своји раце, кога од нив зависи, понекогаш може да се изгориме, но кога пак Храбрите први за работата, гинат. да. Така е што, ама ја имам и друга филозофија во животот, дека среќата ги прати храбрите, брат. Така е, да. Иначе во спротивно нема поента. Така да, па и понекогаш да се изгориме и да не успее работата, знаеме дека сме пробале ако ништо друго. Тоа е тоа. Зборам за нас храбрите. Не знам како се ставив ја во таа категорија, ама добро, тоа е тоа. Пред да продолжиме понатаму, Стефан и Благојчо. Супер одиграно, може би требаше да се земете вие До во ваш. 22 бевме сигурни, понатака не. Да, штета. Може би требаше тоа викам во ваши раци сега да исчистевте работата, да се дружевме тука на главната сцена, но на моје огромно задоволство пенали ќе играме. Уште е подобро за мене и за гледачите. Сконцентрирано во продолжение. Супер играте до сега, храбро, што мене многу ми се допаѓа, така и да продолжите понатаму, но бидете внимателни, на пенали кабините се пуштени и кај едните и кај другите, може да се чуете, пазете да не им сугерирате одговор на вашите противници. А пред да продолжиме на пенали, да прочитам уште дел од оние држави кои што не ги кажаа нашите надпреварувачи, ќе пробам да ги издвоам, се извинувам. Тука ги имаме Бахрейн, Брунеј, Бутан, Грузија, Египет, знаеме дека мал дел преку Суетскиот канал, потоа Индонезија, Источен Тимор, Јапонија, Јемен, Јордан, не знам кој ги кажам, ќе ми извините ако се повторувам, потоа Кипар кој само географски, а геополитички знаеме дека е дел од Европа, потоа Лаос, Либан, Малдиви, Малезија, Мјанмар, Сингапур, Тајланд, Туркменистан, Филипини, Шри-Ланка и така натаму, овие успеав да ги издвојам. 49 се севкупно земји држави на континентот Азија. Како што реков, сега е време, драги гледачи, за пеналите. Пеналите ќе одлучат дали Слави Владо, односно Стефан и Благојчо, ќе ми се придружат тука на главната сцена.
Како што напомена пред малку, треба да бидат внимателни нашите надпреварувачи, затоа што кабините ќе бидат вклучени во текот на целиот процес, одговараат на поредно едните па другите се додека некој не погреши. Затоа, да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи: зборови од песната Абре Македонче. Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во патриотската песна Абре Македонче. Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Слаби Владо, дали ни е јасна темата? Може да ја пееме? Ќе може, зашто да не? Ќе запееме, па Стефан и Благојче, дали ни е јасна темата? Па, добро. Не си откривајте човек како е сега, ајде. Знаете, драги гледачи, дека први на пенали започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Стефан и Благојче. Не ги гасиме сега кабините, затоа уште еднаш ќе повторам, бидете внимателни. А Стефан и Благојче, кога ќе имате одговор? Само уште една работа заборев да ви кажам. Зборовите од насловот не можеме да ги користиме, Абре Македонче, да знаете. Повели. Каде? Каде? Па е. Каде? Прв точен одговор. Повелете. Спремаш. Спремаш. Така е. Тргнало? Тргнало. Немало ни тргна, ни тргнало. Ништо не е готово, внимавајте да видиме што ќе направат вашите противници, па да знаеме ако погрешат, продолжуваме како ништо да не било. Слаби Владо? Пенал. Пенал, така? Што? Не, се од вас замисли, да. За нас е пенал. За вас е пенал. Борба. Да. Борба. И ќе се правам, ајде дека проверувам, борба го има зборот во оваа песна. Што ги прави Слави Владо? Победници во денешното издание на листа за 300. Браво! Кабината е. До кабината вика, па ништо нареден пат и Стефан и Благојче ќе ги путнеме во таа кабина да им дадеме и нив шанса. Одлично одиграно, заслужена победа. Се гледаме тука за кратко. Стефан и Благојче, добро одиграно. Ме изненади само темава за пеналите не ни се погоди очигледно. Па, Дали може и поише забавна музика да стои или па не сме ни многу по народните песни ниту по музика. па слабо со музиката, ама Слабо со музиката. Штета. Многу ми е криво што вака завршуваме работата, но тоа е што е, за жал, нели мора да има само еден победник во листа за 300. Знаете дека вратите се отворени секогаш. Имаме правило непишано, ако не освоиме парична награда, можеме и во блиски дни одма да се пријавиме. Ве очекувам што побрзо. Пред крајот на оваа сезона уште еднаш да се подружиме, важи? Да пробаме да освоиме парична награда. Супер надпреварувачи, ќе ми фалите во студиото, но за жал морам да ви кажам чао. Чао. Слави Владо, како што реков, одлично одиграно, успеавте да се извлечете, ви се погоди тема тебе на пенали, си призна вашите противници дека не им била јака страна, но тоа е тоа. Делот. Славе по песни тоа. Славе по песните. Абре Македонче, Така. каде се спремаш? Борба те Чека борба за слобода. Борба за слобода, за Македонија, земја поробена. Момци наредени, моми накитени. Борба ќе одат, борба за слобода. Нека разберат клетите фашисти, македонско име нема да загине. А сега, драги гледачи, време е да ги представам Слави и Владо тука на главната сцена и да им дадеме шанса да освојат парична награда. Дали ќе успеат во истото, останува да видиме. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Господа, добре ми дојдовте тука на главната сцена. Ќе имате шанса да освоите парична награда. Дали сте подготвени? Ма, не ме гели. Драги гледачи, еве ги се тука на главната сцена и ќе имаат шанса да си освоите убава парична награда. Но прв пат сте тука на ова место? Да. Леле, ајде да тргне на добра работата, да стигнеме па и до 300 евра. Да се надевам.
Да земеме пари, да почнеме од таму, па после се Не останат. да бидеме весели, насмејани, среќни. Тоа сте. 10 пари да ви дадам. да се Насмејани стрекни сте си го сработивте вашиот дел. Да. Сега ви ја мојот. Како вика Куманове, зашто дојдев дека за паре или за славу? Славу си имам Митровдан. Да. За паре Не, не. да. Така не, па така што е реално, сега да не се лажем. Но само пред да започнеме со темата, да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Имаме 15 празни полиња, кои што треба да ги исполниме со точни одговори за да освоиме она максимална сума. Во меѓувреме за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. Сега имаме една многу интересна тема, се надевам дека добро ќе се снајдете. Сега ќе ја прочитам на сите, но не знам денеска што ми е проблемот со таблетов, ги мешам цело време работите. Слушајте вие добро, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема градови кои биле домакини на летни олимписки игри, но само еднаш. Бараме имиња на градови домакини на одржани летни олимписки игри, но само оние кои биле организатори на истите само еднаш. Знаеме дека оваа година Париз беше по трет пат домакин, па тој град би бил погрешен одговор. Внимавајте, ги има тука многу познати, не ме пуштам без пари да си одите, која вишке тука сте. Имате ли некоја идеја кој би можел да биде поедно само на летни олимписки? Сочи. Мислам дека Сочи беше. Сочи еднаш. Еднаш беше, Сочи. Сочи Руси. Москва е. Да, ама Сочи не беше за зимски, брат. Да, зимски. може да зимски. Летни, само летни. само летни, да. Само Затоа летни, внимај. Јас вака ќе ви кажам, најпознат град од Холандија, најпознат град од Шведска и најпознат град од Мексико. Дете ви од мене 3 помоши, поише не смеем, ќе ми избркат од работа. Сега вртете околу тие. Од Шведска најпознат Малме или Стокхолм. Епа или. Или. А како рече другите, Шведска, Мексико. Мексико. Па Мексико, кај можело да бидат во Мексико главниот град? Мексико Сити. Мексико Сити. Мексико Сити. Не се секам А? Не се секам на тие олимписки. Па ете, значи, мора да е точно, чим не се каме, едно сме ги гледали. Едно се правиле. За овие други сега знам дека ги има Лос Анджелес, вамо таму што се тие другите. Москва, не се сеќам што Не, имаше. Москва е летни. Имаше. Не, зимски ја знам. А? За зимски знам, за летни не знам. Искрено? Да отвориме едно поле па да видиме. Ајде, па да се почне тргнеме. работата. Ајде бе, што? Мексико Сити. Па ајде, Мексико Сити. Мексико Сити. Не е ни чудо, брат, што не се сеќаш за Олимпијадата во Мексико Сити, била во 1968 година. Може би си стара, ма не до толку. Не, ич не сум толку стар. Некој, ја кажам на нека, ај. Година дена после Олимпијадата сум се родил. Гој, да. 69-та. Ти се стара, за тоа знаеш. 69-та. Јас се сеќавам бев на пат. На пат сум бил. се спремам. Ти слуша. Така, Мексико Сити првточен одговор. Како рече, чекај сега, ме подсети. Шведска или Шведска? Малме или Стокхолм. Добре, и уште една земја? Па по некоја логика би требало поголемиот од тие два града да биде, брат, нели сепак олимписки игри се. Стокхолм. Одиме со Стокхолм. Стокхолм. Да. Стокхолм пред некоја година, во 1912 година, биле домакини на летни олимписки игри. се сеќам. Стокхолм вторточен одговор. Ги гледав ја на Ги гледаш? телевизија. И јас исто. И третиот ќе биде Амстердам. Па, вајде Амстердам. Амстердам. Со Амстердам одиме. Амстердам. Во 1928 година домаќин на летни олимписки игри што го прави треточен одговор. И со ова освојуваме 50 евра. Удре пак еденото другите. Наредниот Не ги знам тие нешта. Чекај да може да еднаш. размислиме малку. Може, може. Што? Летни олимписки игри. Само внимавајте, нели, ако погрешиме продолжи со одговори, ќе ги изгубиме и овие пари. Три, не знам. Еден. Не знаеш ни еден? Па, Лотарија. Кај да знам не дали знам, е еднаш. мене Е, сите градови ги знаете. Да, Ги знаеме, поентата е кој се е еднаш сеќам, кој знам. бил са. Мене ми е супер вака тука со Лиса века, сите познати градови. Да. Не знам, си мислам нешто у Италија дека имаше нешто. Па Дали имаше. беше Рим, ама имаше. се
се е предпоставка. Знаеш што, за почеток доста ни се 50 евро, Да. за да стартуваме малерот да го развиваме. Ете така. А понатака ќе видиме што ќе биде. Со овие Ме пари се друго одма во са, како кафана ќе ги делиме. Да. да тргне среќата. По 20, вака. Нема делење, овие пари не се дел, овие се пијат и се јадат. Не, слушай, 20, ние по 20, 10 на Марчев му даде. Зашто бе, бра? Опа, не да ми се- кажав три одговори. Не смееме. Продолжуваме понатаму или си ги земаме? Доста. Сега за почеток да го разбиеме малерот. Супер. Да. Одлично бе, те криво ми е што не мислам што не земавме повеќе пари, но како што Види, рековте. искрено не ми Малце- беше нешто многу познато, еднаш. Ќе го кажам Рим, ќе го кажам, не знам, И Мадрид. ќе покажеш точен одговор. И Кој ќе Мадрид кажеш може ќе кажев. Мадрид ќе утнев. Да, Ето, Лондон. така е. И Лондон Лондон два ќе пати, промашавме, може. да. Еве ќе ги прочитам, не се многу, Ајде, само да 18. Имаме Амстердам 1928, Антверпен 1920, Атланта 1996, и сега ќе ги читам само градовите. Барселона, Берлин, Мексико Сити, Мелбурн, Минхен, Монтреал, Москва, Пекинг, Рим, Рио де Жанеиро, Сент Луис, Сеул, Сиднеј, Стокхолм, Хелсинки. Да имаше листа на недомакини на летни олимписки игри, ќе бевме први на список, ама ништо. Да. Тоа е. Супер бевте, со здравје да си ги трошите парите. Секако на моје огромно задоволство ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз, па останете ми во добро здравје, потсетете се малце читнете дома и се дружиме пак. Да. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното интересно издание на квизот Листа за 300. Успеавме да доделиме и парична награда, успеавме да изиграме и пенали, што значи мене душичката ми е стрекна. Се надевам дека и вие убаво си поминавте и дека со нетрпение ќе го чекате веќе следното издание на нашиот квиз. А до тогаш гледаме телевизија Сител и никако не забораваме. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!